Најава за денешните настани. Хотам бара увоз на работна сила. Стационари за бездомни куќиња на листата проекти на Југозападен плански регион. Управно тело ќе се грижи за контрола врз состојбата со трската. Земјотрес регистриран во Охридско-Струшкиот регион. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и топло со измерени максимални 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота умерено облачно, ветровито, но топло. Утре над источна и југоисточна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, снег проследени со ветер и ниски температури. Дожд се очекува и на Пиринејскиот полуостров, а снег и на север од Европа. Во останатите делови од стариот континент стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и со пад на температурите. Во источните и југоисточните делови умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури од 11 до 18 степени. Во Македонија во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и топло со засилен југоисточен и југозападен ветер до 30 км на час, минималните температури од 0 до 8, максималните од 12 до 19 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и високи дневни температури. Ке дува засилен југозападен ветер, минималната 4, дневната 15, а во недела умерено облачно време со сончеви периоди, тоцна попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд, минималната 5, дневната 16. Во понеделник умерено облачно и свежо време со максимални 12 степени. Во Охрид во вторник времето ќе биде облачно, ќе има врнежи од дожд и пониски температури, минималната 4, а дневната 9 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Земјата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Хотелската асоциација бара увоз на работна сила од странство. Соочени со недостиг на вработени во секторот туризам и угостителство, сметаат дека е потребно итно поедноставување на процедурите за вработување на странски државјани. Од владата најавија дека ќе се либерализира пазарот на трудот, но под кои услови ќе се знае по завршувањето на средбите со бизнис секторот. Хотам бара измени во Законот за вработување на лица од други земји. Соочени со недостиг на кадар во угостителството кој изминативе 5 години масовно заминува на работа во странство, од Хотелската асоциација велат мора итно поедноставување на процедурата за увоз на работна сила. Угостителството, туризмот и градежништвото се најпогодените гранки од миграциите. Недостигаат илјадници работници. Барем законски треба да сме рамноправни, а дали ќе биде така или не, времето ќе покаже. Но со оглед на сите околности, мислам дека ќе мора владата да даде одлуки за поедноставување на правење документација за работа во Македонија. Комплицирана е процедурата за вработување на странци во земјава. Владата мора да го разгледа ова барање и да донесе одлуки пред стартот на туристичката сезона, велат од Хотам. Ако барате нешто вработен, да вработите некој странец за одредена дејност, викаат прво да се провери листата на невработени. Таа листа на невработени е луѓе што не сакаат да работат. Таа листа тие можат денеска било каде да се свртат и да најдат работа и да работат. Но тие се на таа социјална листа неќе да работат и тоа е тоа. Македонската економија ќе се раздвижува со увоз на работници од странство, најави пред 2 недели вице-премиерот за економски прашања Битики. Пазарот на трудот ќе се либерализира, но дали целосно или таргетирано се уште е отворена дилемата. Тоа ќе се одлучи после разговорите со бизнис секторот и стопанските комори. Во земјава веќе има вработени странци, и тоа најмногу од Индија, Турција и Кина. Проблемот со кучињата скитници се најде на ранг листата со приоритетни проекти во југозападниот регион. Продолжува да се бара начин за справување со овој сериозен проблем. Општините и понатака плаќаат високи суми за оштета на граѓаните за повреди при напад на бездомни кучиња. Проблемот со кучињата скитници се најде на листата меѓу рангирани регионални проекти во југозападниот плански регион. Продолжува да се бара решение за овој проблем помеѓу повеќе приоритетни проекти во интерес на граѓаните. Проблемот го детектира учесници на форум за да се аплицира со проекти за обезбедување средства кај домашни и меѓународни донатори, вели Мирјана Лозановска, директорка на Центарот за развој на југозападниот плански регион. Се работи подолго време да се најде решение за овој сериозен комунален проблем во регионот, вели Лозановска. Сите општини во регионот имаат распишано, имаат соработка со определени ветеринарни станици во нивното обкружување и тие тоа го работат, но тоа не е во таков голем обем, предпоставувам, за да има видливост на ниво на цел регион. Иначе се прави од страна на општините. Тие секоја година во буџетите имаат средства за оваа работа и во најмала рака, значи, со постапка за јавна набавка ангажираат ветеринарна амбуланта, која што е задолжена токму за овој проблем на општинско ниво. Значи, тврдам најодговорно дека сите општини во регионот тоа го прават. Но дали е тоа доволно, тоа е друго прашање. Значи, бидејќи сите се жалат дека од друга општина му ги носеле
Директорката на Центарот за развој ги споделува состојбите во другите 7 плански региони во земјава. Општините во некои од регионите и по 5 години се на почетокот од реализација на проектите за згрижување на бездомните куќиња. Се губи време со барање на соодветни локации заради блокади од местните жители, додава Лозановска. Од една страна велиме овој проблем треба да се реши, во опасност се граѓаните ги напаѓаат, но од друга страна секогаш кога ќе се кажи дека на определена локација согласно правилник има од Агенција за храна и ветеринарство, дека треба да е најмалку 500 метри оддалечено од населено место. Без разлика што е по тој критериум, значи во сиве други кај што веќе такво нешто се реализирало, имаше голем отпор од население. Во југозападниот плански регион во изминатиот период со помош на UNDP изготвена е физибилити студија за проблемот со куќињата скитници за цел регион, напоменува Лозановска. Има 2 идејни проекти за стационари во Охрид и Кичево. Следна фаза врз основа на идејните проекти е изготвување на основни проекти. Знам дека има локации, но со оглед на искуството од другите региони, ова е многу долготраен процес и скапа работа за одржување на стационарите, додава Лозановска. Општина Дебрца почнува со реализација на проектни форуми во заедницата. Форумите се во рамки на проектот за јакнување на општинските совети, кои го реализираат програмата за развој на Обединети нации, UNDP, швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа. Првата форумска сесија ќе се одржи на 1 март, среда, со почеток од 10 часот во Основното училиште Дебрца во село Белчишта. На првата форумска сесија, учесниците ќе се запознаат со форумскиот процес и ќе дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со стратешките области за развој со кои се соочува општина Дебрца, од кои ќе произлезат проектни идеи и концепти за предлог проекти. Од општината ги повикуваат заинтересираните граѓани да земат активно учество, што ќе придонесе за успешна реализација на форумскиот процес и подобрување на животот во Дебрца. Регионалниот зелен центар од Охрид го финализира проектот за подигање на јавната свест за значењето на езерската трска. Реализирани се бројни активности за детектирање на состојбите, а формирано е и управно тело кое ќе ја следи состојбата со трската на крајбрежниот појас. За сега состојбата не е алармантна, но заштитата треба да биде постојано под будна контрола. Заврши проектот мапирање и управување со трската на Охридското езеро. Финализирана е проектната идеја за подигање на јавната свест и едукација на младите за значењето на езерската трска, спроведена од регионалниот зелен центар од Охрид. Се реализираа бројни активности со активни истражувања на терен, обновени се податоци за состојбата со трската од пред 10 години, мапиран е појасот на трската со критичните точки на загрозеност, одржана е едукација на најмладите во основните школи, снимен е краток документарен филм. Набројува Ана Бојаджиева за реализираните проектни активности на регионалниот зелен центар. Исто така појаснува дека се работи на измени во Законот за заштита на трската. Сработивме 2 официјални документи. Првиот е извештај за моменталната состојба на трската, во кои податоци се собраа од тие теренски истражувања кои се спроведоа 2 месеци. Како официјален документ ќе се достави до сите релевантни институции засегнати страни во процесот на управување со трската. И најбитниот документ е предлог иницијативата за промената на Законот за трската. Во рамките на регионален зелен центар е формирано управно тело составено од 15 на представници од сите институции. Ова тело ќе следи состојбата со трската на Охридското крајбрежје. Тие ќе утврдуваат потребата од заштита и ќе делуваат врз институциите со преземање на конкретни активности. Главен производ на активностите ќе е форум кој ќе ги обединува различните групи за заштита на трската на крајбрежјето, напоменува Јовица Лешовски од Хидробиолошкиот институт. Целта на целото функционирање ќе биде креирање на нов менеджмент план, кој ќе биде надополнување на менеджмент план за управување со трската, кој ќе биде надополнување на постоечките менеджмент планови за Охридско езеро и на постоечките документи. Да напоменам дека резултатите добиени од теренските истражувања кои се спроведени во овој проект значително ги подобруваат сознанията за трската, не само како вид, туку како
стојалиште и се надополнуваат со постоечките документи. Проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро е поддржан од UNDP. Константин Митрески од UNDP подсети на општествената обврска на целата заедница да се чува и штити животната средина, биодиверзитетот и природните богатства на Македонија и нивната улога во таа насока. UNDP активно и посветено работи секојдневно на разни развојни проекти во област на заштита на животната средина. Токму така, еден од овие проекти е и проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро, кој го спроведува регионалниот зелен центар и е поддржан од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. Овој проект многу јасно го дефинира проблемот со негрижата и неконтролираното уништување на трската, која е од особена важност за биодиверзитетот на најстарото езеро во Европа, кој исто така представува и дом на голем број ендемски видови на риби и птици. Во рамките на проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро се направени истражувања за состојбите на појасот со трска на 7 локации на езерскиот брег. Констатирано дека состојбата не е алармантна, но мора да се задржи да не се влоши. На неколку локации на крајбрежјето има зголемување на површините со трска, како резултат од неколку причини, меѓу кои и присуството на зголемени штетни материи кои влијаат таа да се проширува. Проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро на Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, регионален зелен центар Охрид, се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, Reload 2, која е финансирана од Европската Унија, а ја спроведува UNDP. Невработени лица, но и вработени кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат, можат да се пријават на конкурсот за бесплатни курсеви кој го објави општина Охрид. Предвидено е спроведување на курсеви за водоинсталатер, монтер на опрема за грејење и ладење, болничари, фризери, кројач, монтер на нисконапонски инсталации и дактилографија на компјутер. Општина Охрид го објави конкурсот за бесплатни курсеви. Целта е стимулирање на социјална интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за идно вработување. Согласно годишната програма на Одделението за локален економски развој за оваа година, во која се предвидени активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на трудот, предвидено е спроведување на бесплатни курсеви за водоинсталатери, монтери за опрема за грејење и ладење, болничари, фризери, кројачи, монтери за нисконапонски инсталации и дактилографија на компјутери. Предност за пријавување на овие курсеви имаат невработените лица, но и вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат. Курсевите ќе се реализираат доколку се оформат групи од најмалку 15 пријавени учесници. Општина Охрид го задржува правото некои од курсевите да не се реализираат доколку нема заинтересираност. Изборот на учесниците ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен. Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат потребни образци поставени на интернет страницата на општината. Со пријавата потребно е да достават и изјава за лични податоци и изјава подпишана од кандидатот дека доставените документи се вистинити и дека истиот не поседува таков курс од друга институција или фирма. Пријавените учесници треба да имаат завршено средно образование. Потребните документи кандидатите треба да ги достават најдоцна 10 дена од денот на објавување на конкурсот по пошта или директно во архивата на Општинскиот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев, Охрид, секој работен ден од 8 до 14 часот. Земјотрес од 2,3 степени по Рихтер беше почувствуван денеска во околината на Струга. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Македонија регистрираше земјотрес 109 км југозападно од Скопје во епицентралното подрачје Пештани, Охрид, Струга. Според досегашните податоци со кои располага обсерваторијата, земјотресот се случи во 12 часот и 19 минути со магнитуда од 2,3 степени по Рихтер и интензитет од 3 степени според Европската макросизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Струга и околината, информираат од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.
СВР Охрид поднесе кривична пријава против 26 годишен жител на кичевското село Вранешница поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело овозможување на употреба на наркотични дроги и психотропни супстанции. Пријава заработи 24 годишен кичевчанец поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, овозможување на употреба на наркотични дроги и психотропни супстанции и неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При преглед, извршен во патничко возило марка Opel Corsa со кичевски регистарски ознаки, во кругот на автокампот Градиште во Охрид, во кое биле пријавените, полициски службеници пронашле и одзеле марихуана, информираат од СВР Охрид. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ова ќе биде година на нашата победа, вели украинскиот претседател Володомир Зеленски на годишнината од почетокот на руската инвазија на Украина. На истокот на земјата продолжуваат тешките борби. Украинските воздухопловни сили денеска се во зголемена готовност поради можни руски провокации. Руската инвазија на Украина на 24 февруари влезе во својата втора година, а во меѓувреме со несмален интензитет продолжуваат тешките борби на истокот и југот од земјата. Годишнината доаѓа во време кога бесна е целосна војна на истокот, каде украинските сили ги одбиваат брановите руски напади долж линијата на фронтот во изминатите 24 часа. Според Агенцијата за бегалци на Обединетите нации во моментов има 7.996.000 бегалци од Украина низ Европа и речиси толку натрешно раселени во земјата. Речиси 1/3 од луѓето кои живеат во Украина се раселени, со 90% од нив жени и деца. Кина објави документ од 12 точки во кој детално се опишува незината позиција за војната во Украина и повикува на прекин на непријателствата и мировни преговори. Во документот насловен како позицијата на Кина за политичко решение на украинската криза, објавен на интернет, Кинеското министерство за надворешни работи наведува дека Кина ќе продолжи да игра конструктивна улога во продолжувањето на мировните преговори. Секоја точка е проследена со параграф кој ја објаснува позицијата на Кина, но не дава конкретни предлози за тоа како треба да се постигнат позициите на Кина. Во документот се наведени следните 12 точки: почитување на суверенитетот на сите земји, напуштање на менталитетот на студена војна, завршување на непријателства, продолжување мировни преговори, решавање хуманитарна криза, заштита на цивилите и војните заробеници, зачувување на безбедноста на нуклеарните централи, намалување на стратешките ризици, олеснување на извозот на жито, запирање на еднострани санкции, одржување стабилни индустријски синџири на снабдување и промовирање на постконфликтна реконструкција. 7 држави денес не ја поддржаа резолуцијата на Обединетите нации со која беше осудена руската инвазија на Украина, која влезе во втората година. Меѓу државите кои гласаа воздржано се Кина, Индија, Иран и Јужна Африка. Резолуцијата која повика на повлекување на руските трупи од Украина ја поддржаа 141 членка на Обединетите нации, 32 беа воздржани, а против гласаа Русија, Белорусија, Северна Кореја, Еритреја, Мали, Никарагва и Сирија. Зимската бура во САД денес донесе обилен снег, замрзнат дожд и силен ветар во северните и централните делови на земјата и остави стотици илјади луѓе без струја. Поради невремето се откажани стотици летови низ земјата. Во одредени области снегот создаде покривка од 46 см, а на летите на ветар со брзина од 80 км на час создадоа студ со еквивалент на минус 20 степени Целзиусови, објави Американската национална метеослужба. Во исто време рекордно високи температури се очекуваат во делови од Охајо и јужниот дел на земјата. Во Висконсин, Мичиген, Илиноис, Индијана и Њујорк силните ветрови и замрзнат дожд оставија околу 900.000 домови и деловни објекти без струја. Невремето одложи или откажа повеќе од 1300 летови низ земјата, а властите предупредија дека возачите ќе се соочат со тешки услови на пат. Неколку од најголемите британски супермаркети воведоа рационализирано продавање на зеленчук, пред се на зелена салата, домати, пиперки и краставици, откако домашниот пазар во Велика Британија се соочува со недостиг на овие производи, кои главно доаѓаат од увоз, забележуваат светските медиуми. Мерката, која е крајно невообичаена за оваа земја, каде што во текот на целата година на потрошувачите им се нудат богат асортиман на зеленчуци и овошји од сите страни на светот, е донесена затоа што недостигот предизвикал купувачите да почнат да прават домашни резерви од зеленчук, без разлика што тие не може долго да се складираат. Станува збор за криза во снабдувањето со свеж зеленчук, каква не би требало да ја има во земја како Велика Британија, па јавноста
Вината за ваквата состојба ја припишува на лошата организација и непостоечката комуникација меѓу големите супермаркети и Министерството за храна. Познавачите на состојбата во домашниот аграр сметаат дека вината за смешната криза со зеленчукот сепак е во Брекзитот. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.